Сивата економија е погонско гориво за корупцијата, а државата нема волја да ја реши. Анализите на Стопанската комора покажуваат дека минатата година над 4 милиарди евра завршиле како пари под рака, а загубени се 1,28 милиарди приходи во државниот буџет. Македонија е меѓу најлошо рангираната во регионот по процент на сива економија, а во Европа сме под просекот. Стратегија за борба со сивата економија постои, ама на хартија. Еден од предлозите за борба со парите на црно е УЈП да почне да објавува и кој редовно плаќа данок, а не само листа на должници. Ние бараме да се објави белата листа, кој е тој што плаќа. Мислам дека е тоа значајно прашање, затоа што тогаш на површина ќе излези реалност. На Македонија и малите деца знаат дека и треба имплементација. Имплементација. Ние имаме некои решенија законски или уставни, така натаму супер. Имплементацијата фали, а таа е резултат на овие поделби кои што владеат по сите основи. Ден денес се уште не се издаваат фискални сметки, плата се дава на рака и дури се бара од вработените да ја вратат назад. Бизнисот алармира дека сивата економија е мотор на корупцијата и го поткопува владењето на правото. Ние кога зборуваме, потребна е дигитализација, потребна е контрола, потребно е следење и така натаму се тоа некои алатки и механизми во борбата против сивата економија. На пиедестал, на врв ја ставаме политичката волја. Бидејќи сметаме дека без силна политичка волја и во контекст на оној договор, односно декларација за која што зборуваме, дека државата ќе се грижи да си ги наплаќат своите приходи што и припаѓаат. Во македонската економија сивиот дел е 33,2% од бруто домашниот производ. За споредба со другите, значи ние сме отприлика на нивото кое што и во другите земји од Западниот Балкан, меѓутоа во EU27 просекот е 19,4% од бруто домашниот производ. После 31 година од осамостојувањето, државата мора да направи рестарт. Од Стопанската комора сметаат дека е неопходен консензус помеѓу фирмите и државните структури и сите релевантни фактори кои ќе ги обврза наредните 10 години развитокот на економијата, а не политичките случувања да е најважното прашање.